Државното водостопанско предпријатие, кое со години тонеше во долгови и беше речиси колабирано, ќе се реконструира и ќе претрпи редефинирање на надлежностите на подружниците, кои што сега ги имаат со централата. Целта е преку нов оперативен план на кој веќе се работи да се постигне поголема функционалност и на подружниците, но и на водоснабдителниот систем во државава, најавуваат од Министерството за земјоделство. Изминативе 9 месеци сериозно работиме на покривање тие долгови. Знаете дека владата даде финансиска поддршка да се поделат тие 3-4 заостанати плати. Денес имаме редовно сервисирање на платите, меѓутоа она што значи долгорочно решавање на проблемот и ставање еден функционален систем од делот на водостопанството. Веќе се работи на еден оперативен план, дека водостопанството е приоритет. Без навремена и доволна количина на вода не можеме да размислуваме на квантитет и квалитет во земјоделското производство. Напоредно со ова, во зимскиот период е исчистена и каналската мрежа, а подготвени се и системите за наводнување, кои согласно законот од 15 април веќе се ставени во функција во Тиквешијата и во Кочанскиот регион за водата навремено да стигне до земјоделските површини. Тоа значи дека имаме функционален систем во делот на исчистена каналска мрежа, дека треба санација на дел од нив, исто така можам да кажам дека треба, меѓутоа тоа ќе се работи текуно, бидејќи не можеме се преку ноќ да сработиме. Опасност од излевање на речни корити и така натака мислам дека нема во овој период. Будно ја следиме состојбата и секаде онаму кај што ќе се појави евентуално некаков проблем, ќе делуваме благовремено. Инаку, лошото работење на водостопанското предпријатие во изминатите неколку години резултираше и со чести протести на вработените во подружниците ширум земјава. Тие, освен што си ги бараа своите заостанати плати, тврдеа и дека имале одлична наплата на своите услуги од дури 98%, па бараа и итно реструктурирање на АД водостопанство, кое пак од 2015 година е под државна капа, и дека 14 подружници треба да работат самостојно. А додека земјоделците пак често реагираа за неисчистените канали, кои и при малку посилен дожд им ги поплавуваа посевите, предизвикувајќи им огромни штети.